Што е суштината на христијанството? Кога би го споредиле христијанството со било која друга религија, до каков заклучок би дошле, драги браќи и сестри? Во две реченици, што би кажале? Во две реченици. Љуби го Господ Бог со сета своја сила и така натаму, и ближниот свој како самиот себе си. Има ли некоја филозофија во ова? Дали нешто сега треба посебно тука да кажуваме околу ова? Што треба да направиме и така натаму? Ова Исус го кажал во Матеј 22 глава, че читаме од 35 до 39. Матеј 22 од 35 до 39. 34. А кога фарисеите чуја дека ги замолкна садукеите, се собраа заедно и еден од нив законник го праша искушувајќи го: Учителе, која е големата заповед во законот? А тој му рече: Љуби го Господ, твојот Бог, со сето свое срце, и со сета своја душа, и со сета твоја мисла. Тоа е најголемата и прва заповед. А втората е како и ова: Љуби го твојот ближен како себе си. На тие две заповеди висат сиот закон и пророците. Тоа е најголемата и прва заповед, вели Исус. А втората е како и ова. Со други зборови, што сака да каже? И она е еднаква по важност. Љуби го твојот ближен како себе си. На овие две заповеди висат сиот закон и пророците. Кој ова го прави? Тој ја исполнува суштината на христијанството. Добро, во суштина, оваа прва заповед е тешко мерлива, драги браќи и сестри. Ќе сложите ли со мене? Првата заповед е тешко мери. Иако постојат начини како таа на кој начин да се мери. Меѓутоа, ова втора заповед, љуби го твојот ближен како самиот себе си, никош не сум слушнал проповед на оваа тема. Иако во суштина се зборува во тој правец многу пати. Меѓутоа, кога размислуваме за оваа заповед, многу лесно љубовта спрема ближниот можеме да ја слушнеме, да ја согледаме кај луѓето, сме зборувале за тоа, љуби го ближниот, нели? Меѓутоа, по мене, го забораваме овој втор дел од заповедта. Љуби го ближниот, како? Самиот себе. Кој кажав на една особа за која тема станува збор и зашто ќе зборувам, и ми кажа: па доста е веќе за такви теми ние да бидеме центар пажње, вика. Затоа што насловот носи на проповедта "Сакај се сами од себе си". Кога и кажав за насловот, кој е насловот, кога ме праша, доста е веќе ние во центар на вниманието да бидеме. Но токму во тоа е проблемот. Дали ние навистина сме ја сватиле суштината на оваа заповед? Дали навистина ја практикуваме на вистински начин? Со други зборови, кога и да се спомне оваа заповед од страна на Исуса Христа и од страна на апостол Павле, па и од страна на апостол Јаков, секогаш и редовно таа оди да го љубиме ближниот како самиот себе си. Пазете, би можело оваа заповед да гласи и љуби го ближниот, нели така? Би можело ли така да гласи? Љуби го својот ближен. Меѓутоа, секогаш се става да го љубиме својот ближен како самиот себе си. Никогаш не оди тоа одвоено. Има и во Стариот Завет таму, ако читам, никогаш не оди одвоено. Зошто е тоа така?
Затоа што тоа е силно поврзано и нераздвојно помеѓу себе. И јас се размислува за тоа колку ние на вистина ја сваќаме таа заповед. И дали вистински ја практикуваме оваа заповед. Дали прво го имаме тој, да така кажам, основен предуслов да имаме вистинска љубов спрема себе. Но пазете, ако тоа овака го поставиме, дека ние во суштина сите се сакаме себе си. Се сакаме ли себе си? Зошто тогаш е тешко да ја исполнуваме ова заповед до крај и вториот дел? Ако ние вистински прво да се сакаме себе си, зошто тогаш овој втор дел, љуби го ближниот, е многу тешко го исполнуваме еднакво на нивото, еднакво на рангот на нас. Не знам дали ме разбирате. Сега пред нас е задача како вистински да научиме да се љубиме или да се сакаме самите себе си. Малку чудно да не, или не? Дали во потполност сум се прифатил себе си? Дали својата фамилија во потполност сум ја прифатил? Дали својот брачен другар сум го прифатил во потполност? Својата финансиска ситуација, своите ограничувања, своите таленти, својата здравствена состојба, својот надворешен изглед. Тоа е нешто со кое што верувам секој еден од нас се соочува. Накратко, се сакам ли самиот себе си? Што значи да сакаш? Кога ги сакаме другите, тоа значи дека во потполност сме ги прифатиле такви какви што се. А за да ги сакаме, како што рековме, ние мораме да се прифатиме себе си такви какви што сме. Многу пати ние ја мешаме љубовта спрема себе и себичноста. Многу пати. Постои разлика. Постои љубов спрема себе, која што е само одржувачка, како што кажува еден мислител Жозе Пипер, постојат два спротивни начини на кои човекот може да се сака себе. Несебично и себично. Само првиот начин служи за самоодржување, а другиот е само уништувачки. Во што е разликата помеѓу љубовта спрема себе си и себичноста, помеѓу само прифаќањето и егоизмот? Ајде малку да кажеме за митот Нарцис. Сме слушнали повеќе од нас. Во кое што е изразена таа негативна љубов спрема себе, само уништувачка љубов. Кој бил Нарцис? Нарцис бил ловџија, познат по својата убавина и имал многу голем број на обожаватели. Тој бил исклучително горд и ги омаловажувал сите оние кои што го обожавали и го сакале. И една ден кога се враќал од лов, поминувал покрај еден бистар извор, покрај една река, каде што го видел својот одраз во водата на својот лик и се влюбил во него, не сваќајќи дека тоа е само слика. И така, воодушевен од себе, не можејќи да ја остави убавината на својот одраз, тој толку се исцрпил што заборавил на своите човечки потреби и така уморен паднал и се удавил во реката. Во тој пример, ние гледаме колку егоистичната љубов спрема себе си може да биде само уништувачка. Само уништувачка. А од друга страна, човекот кој е егоиста, тој е окупиран со себе си. И тоа од една важна причина. Затоа што е несигурен во себе си. Тој се уште не го пронашал својот собствен идентитет во потполност. Тој не ја пронашал во себе собствената вредност
И затоа е заокупиран со себе си, затоа што тоа постојано и го бара. Постојано е во потрага за тоа. И потоа бара и од другите да се заокупирани со него. Затоа што со тоа сака да ја потврди својата вредност. Преку прифаќањето на другите и преку потврдата на другите за неговата личност и за тоа кој е он. И затоа тој трага целиот свој живот по себе си и постанува несигурен и таа несигурност го прави што? Себичен, егоиста, свртен самиот кон себе си. Он едноставно не може да биде слободен, да се сврти кон другите и вистински да ги сака другите луѓе. Затоа што во суштина тој не се сака себе си во потполност на вистински начин. Се разбираме ли до тука? Малку тешко да е. Ајде малку да ги отвориме малку ушите. И само прифаќањето е уствари пат кон исклучување на заокупираноста со самиот себе си. Оној кој се прифатил себе си во потполност, он не е фокусиран на себе си. Ако се прифатиме, такви какви што сме, ние не сме заокупирани со себе си да бараме од другите признание, да нешто видиме, да видат во нас, па ние да се радуваме на тоа и да на некој начин се гордееме. Оној кој се прифатил себе си во потполност, он не е фокусиран на себе си. Он е слободен да го бара она што е нечие, она што е друго. Да ги исполнува потребите на другите луѓе. Во Светото писмо, во првото послание до Коринтијаните во 13 глава, 5 стих, пишува вака. Една реченица. Љубовта не го бара своето. Љубовта не го бара своето. Значи, љубовта е таа која е свртена кон себе, кон другите. Кон другите. Таа не размислува за себе, таа е потполно свесна за својата вредност. И таа себе си се прифаќа таква што е. Односно, тој кој што има љубов се прифаќа себе си таков каков што е и е свртен кон другите. И црпи сила и среќа од другите. Љубовта спрема себе доаѓа како последица на ослободувањето од самиот себе. Само прифаќањето значи да се сакам себе си и ми овозможува да обрнам внимание на околината. Да ги видам другите потреби и вистински да ги љубам другите луѓе. Ние, кога сме заокупирани со себе си, толку сме, значи, зачарани од тоа да сакаме да добиеме и да бидеме среќни, што некогаш, трагајќи по таа среќа и по нашите вистински вредности и по нашиот идентитет, ние газиме и прекулешиви, не гледајќи каков пустош сме направиле лево или десно и позад нас и пред нас. Само за да ја оствариме целта и да си ги задоволиме нашите желби, кои што потекнуваат од нашата себичност. Најголемиот пример на тоа самоприфаќање кој бил? Исус. Исус во многуте своји изјави покажал кој навистина бил он. Дека он ја знаел својата сопствена вредност. Дека е тој кој што се познава себе си. Од каде доаѓа и кој е он. Исус кажува во Јован 8:58. Ајде да прочитам да видиме. Јован 8:58. Исус им рече: вистина, вистина ви велам, јас сум пред да се родил Аврам. Пишува. Вистина, вистина ви велам, јас сум пред да се родил Аврам. Значи тој бил што? Свесен за своето Божјо потекло.
Јас и татко ми сме едно сме пишува во Јован 10:30. Значи, он бил потполно избалансиран со себе си. И ја сваќал својата вредност, го сваќал своето потекло, и ја сваќал својата вредност, драги браќи и сестри. И она што е многу интересно е кога го гледаме Исуса и неговата служба спрема другите. Ние гледаме дека секогаш во некои изјави во службата спрема другите, неговото понижување, неговата понизност спрема другите доаѓала после изјавата за самосвесноста, за самиот тој што бил свесен за тоа кој е и за тоа кој е навистина тој. Во Јовановото евангелие, кога Исус им ги мие нозете на своите ученици, кога се понижува, кога им служи, во 13 глава читаме. Јован 13 глава. Читаме 3 и 4 стих. Исус, знаејќи дека татко му предаде се во рацете, дека излезе од Бога и дека оди при Бога, стана од вечерата, ја соблече горната облека, зеде крпа и се препаша. И така натаму, го знаеме тоа. Значи, тој овде се однесува како слуга, а во исто време, претходно, тој е потполно свесен за својата вредност. Кој навистина бил тој? Кој го прачи и од каде доаѓа? На друго место ние имаме она химна на Христовата понизност. Значи, пред да се опише таа негова понизност до крајни граници, се опишува неговата вредност и кој навистина бил тој. Кој иеко беше во Божие обличие. И така натаму, што пишува таму? Не стоеше до тоа. Свесен бил, иеко бил во Божие обличие. Значи, Исус бил потполно слободен да ги љуби другите луѓе. Тој можел да ги сака затоа што имал правилна љубов спрема себе си. Затоа што бил ослободен од таа несигурност за која понекогаш луѓето се држат, за тој егоистичен страв, не знаејќи се кои се и не знаејќи за својата собствена вредност. Значи, Исус е пример кој апостол Павле го поставува, за да размислуваме за него и неговата служба, за неговата понизност, за неговата вредност. И да во него го најдеме својот модел во однос према себе и спрема другите луѓе. Меѓутоа, тоа понекогаш изгледа како теорија. Но како да научиме на вистина да се сакаме себе си? Зошто ако се посматраме себе си во некои идеални околности, тогаш тоа би било многу полесно. Меѓутоа, ако кажеме дека љубовта спрема себе има врска со прифаќањето на самиот себе си, ние многу пати се раѓаме во семејство, семејства не се многу функционални. Се раѓаме во такви семејства, во кои не сме биле прифатени на начин како би требало да бидеме, за да би се себе прифатиле после тоа ние. Значи, во тој дух сме воспитувани, не сме прифатени на онаков начин како што треба, и тоа нешто доаѓа до израз кога ние ќе се оформиме како личност. Еден мислител изјавил вака, дека човекот се пронаоѓа сами од себе си само преку другите. Што тоа значи? Тоа значи дека ние добиваме свест за себе само врз основа на тоа како другите се однесуваат спрема нас. Значи, ако нашите родители биле лоши во тоа, да не прифатат такви какви што сме, тогаш ние тешко ќе се прифатиме себе си. Ако сме морале поради нашите родители или поради некое друштво во кое сме пораснале, секогаш да бидеме она што другите го посакувале за нас, а не она што сме, тогаш никогаш себе си нема како такви да се прифатиме. Ние обично, друштвото ни диктира какви сме, а може би стварноста за нас не е таква. И не наметнуваат еден лажен став, да и ние мислиме да сме такви. Дека сме такви, а всушност не сме такви. Со тоа ни става тежина, не можеме да се прифатиме за тоа што осеќаме дека не сме такви, а не прифачи како такви.
Ако не го прифаниме тоа прифаќање од нив, тогаш ние се чувствуваме, немаме вредност во своите очи и не се само прифаќаме. И бараме, секогаш го бараме својот идентитет, се повеќе и повеќе. Значи, тоа е еден волшебен круг во кој што завлегуваме. Не можеме да се научиме да се сакаме себе си затоа што не сме сакани од другите како што треба. Или не сме способни да ја прифатиме нивната љубов. Не сме способни да ги сакаме другите затоа што не сме научили да се сакаме себе си. Што се случува со некој кој не сознал што значи да бидеш сакан? Што се случува? Што се случува со детето кое расте, а да не ја почувствувало топлината и сигурноста на својот дом? Родителите кои за него се грижеле и му посветувале време, ако добива само прекор, критики за училиштето и тогаш повторно тие си одат на работа, што тогаш? Ако е вистина дека човекот се спознава сами од себе си само преку другите, што се случува со оној кој никогаш не остварил вистински однос со другите? Дали таа личност е осудена на осамен живот и безселно трагање за само прифаќање? Кога читаме за сето ова и кога размислуваме што рекле филозофите и психолозите и успешно го опишеме тој затворен, зачаран круг за човечкото прифаќање, односно неприфаќање, можеме да дојдеме до овој заклучок кој што е кажан тука. Дали приказната завршува тука? Онака како што кажуваат филозофите и психолозите. Дали постои нешто што може да биде само анализа или постои нешто што може да ни помогне да се сакаме себе си на правилен начин и со самото тоа да ги сакаме и другите? Или тоа е нешто безнадежно, не прифатено од нас? Не. Светото писмо ни кажува дека постои надворешна сила која го менува тој наш став за себе. Исус Христос е единствениот кој безусловно може да не прифати. Без никаков услов, такви какви што сме. И на тој начин ни овозможува, драги браќи и сестри, да се прифатиме себе си какви што сме, а потоа и другите. Во прво Јованово 4 глава, хајде да видим што пишува. Прво Јованово послание, 4 глава, 19 стих. Стои вака. Ние го љубиме зашто прв тој не возлюби нас, пишува. Без разлика, драги браќи и сестри, на нашите недостатоци, на нашите пропусти, на нашите мани, на нашиот генетски потенцијал, тој не сакал и не сака какви што сме. И со тоа, тој ни кажува дека и ние треба да се прифатиме, да го прифатиме тој однос спрема самите нас, а и така и спрема другите. Да покажеме љубов и да ги прифатиме. Малку појасно дојде ли сега? Постои една приказна која ја раскажал еден проповедник за едно момче кое сакало да си го одземе својот живот. Тоа растело во една отмено и угледно семејство. Родителите биле почитувани и од угледна фамилија потекнувале. Една ден тој завршил во болница затоа што сакал да си го одземе својот живот и да се самоубие. И тогаш родителите биле избезумени и се прашале зошто нивниот син се обидел да се самоубие. Се чуделе. Го повикале овој проповедник што раскажува затоа што знаеле дека он има поверение, тоа момче има поверение во него. Кога дошол во болницата и почнал да разговара со него, тој почнал да му зборува. Мојот живот нема никаква вредност, му рекол детето. Јас не сум овде поради некоја причина. Не постојам јас поради некоја причина. Мојот живот нема причина да постои. Тогаш проповедникот го прашал зошто така размислуваш? Па кажува, јас
не требало да постојам. Па зошто мислиш така? Затоа што слушнав како моите родители се караа, се расправа и во тој разговор тие се оптужуваа еден на друг, како детето не го сакале ни едниот ни другиот. Како во суштина тој бил непосакувано дете. И сватил дека он не требало да постои, дека неговите родители не сакале во тоа време тој постои. Па веројатно ни Бог не сакал веќе да тој постои. И неговиот живот нема смисла. А тогаш овој проповедник почнал да му зборува за тоа дека постои некој во историјата кој бил многу значаен и кој исто така бил непосакувано дете. Неговите родители не го посакувале, нели така? Го посакувале. Го сакале детето, го очекувале. Тој се појавил од нигде никаде, нели? И тие морале да се грижат за него. Тој им донесувал што? Само неволји. Само неволји. Тие морале поради него што? Да го напуштат домот и да одат каде? Во Египет. И не само тоа, он целиот живот бил непожелен, неприфатен во друштвото во кое што работел и живеел. И не само тоа, он на крајот умрел за тие исти луѓе и бил раснат. Тоа бил Исус Христос. Но тој кој бил непосакуван и отфрлен, драги браќи и сестри, тој бил голем и голем благослов. Него Бог Отецот небесен посебно го сакал и посебно внимание покажувал спрема него. И колку и да бил отфрлен од страна на луѓето, тој човек бил потполно прифатен и благословен на посебен начин од Бога. И тогаш оној младич рекол: па зарем е можно тоа? Зарем е можно тоа? Зарем е можно тоа и мојот живот да биде благослов како што бил Исусовиот живот? Па да, рекол проповедник, затоа што тоа е Бог кој ги прифаќа оние кои што не се посакувани, оние кои што се отфрлени, оние кои никој не ги сака. И тогаш тој проповедник видел една неверојатна трансформација. Каква трансформација се случува како оние кои што се отфрлени, кои се заробени во тој круг, кои не можат во потполност да се прифатат и да се сакаат себе си, да сватат дека Исус е тој кој ги прифаќа. Кој ги прифаќа? Во Јован 6:37 Исус кажува. Јован 6:37 Исус кажува: се што таткото ми дава, ќе дојде при мене и оној се што таткото ми дава ќе дојде при мене, а оној кој доаѓа при мене нема да го исфрлам, вели, нема да го исфрлам. Што Исус кажува? Исус никогаш не го отфрли никој. Колку ние себе и да не се прифаќаме и да се отфрламе, сметајќи дека и друштвото не прифаќа, може би и нашите родители, и нашите пријатели, нашите роднини, Бог е тој кој не прифаќа, драги браќи и сестри. И Он сака да почнеме вистински да се сакаме себе си и да се цениме себе си. Но тоа е само чекор во љубовта спрема себе си. Но тоа е процес, љубовта е процес, драги браќи и сестри, на развивање. Ние не треба да останеме исти. Затоа што Божјата љубов не дозволува да останеме исти. Ако сме исти, значи нешто не е во ред. Треба да го преиспитаме нашиот однос и нашата врска со Бога. Божјата љубов не дозволува да останеме исти. Таа делува и обликува. Оној момент кога човекот ќе свати дека е сакан, таков каков што е, тој суштински не може да остане ист. Божјата љубов ме потикнува да работам на себе, драги браќи и сестри. И го прави тоа делување можно, ветувачки и полно со надеж дека вистинската промена може да се случи, вистински да се сакаме себе си, а и после и другите.
Кога ќе сватиме дека Бог не сака и таа љубов влезе длабоко во нас, во нашите срца, тогаш ние почнуваме да го вреднуваме својот живот и да ги превземаме оние чекори со кои покажуваме дека ни дошло до нас самите. И тогаш веќе не живееме во сожалување и очај, туку едноставно спремни сме да сториме нешто за себе, свесни дека постои многу силна мотивација во нашиот живот од она кое било до тогаш. Значи, ако Бог го запознаеме вистински, драги браќи и сестри, не е можно да останеме исти. Кога ќе ја доживееме Божјата љубов, неминовно е ние да се менуваме. Нашиот живот постанува потполно различен, потполно променет. Јас верувам дека секој еден од нас има причина да се сака себе си. Повеќе од што го правел тоа до сега и до овој момент. Не заради себе си, туку поради Бог, кој бил спремен да го даде својот син за нас, за нашиот живот да постане повреден, од што бил можеби во тој момент, до тој момент. Самата таа мисла, драги браќи и сестри, нека направи да бидеме поинакви, да доведе до промена која ќе направи животот да биде поквалитетен. И како што Исус рекол, Он дошол да ни даде живот во изобилие. Време е да го почнеме и денес да го живееме тој живот. Амин.